Старите лозари велат дека кога околу Свети Трифон е врнежливо, тогаш тоа е добра најава за родна година кај лозијата. Освен тоа, очекувањата се дека покатастрофална година каква што беше минатата, кога лозовите насади ги опустоши априлскиот мраз, логично е да следува многу подобра реколта. Токму затоа и подготовките на плантажите и примената на агротехничките мерки се вршат со зголемена ангажираност и внимание, бидејќи меѓу другото, неопходно е да се санираат последиците од ланските студови. Па приносите оваа година знае се. Ова беше катастрофа. Катастрофална година. За другите години просек зависи сортата. Секоја сорта си има посебни приноси. Поднебјето е недобро идеално. Посебно земјата е идеална. Поднебјето малку ни е така на сејак доваѓа, не сме како да пофалиме кочанската страна. Ама земјата ни па за среќа имаме што земјата е идеална па за грозјите и водички имаме капка систем тука. Иако откупните цени не се според желбите на лозарите, сепак во Кочанската котлина секоја година се зголемуваат површините со лозови плантажи, бидејќи големиот број сончеви денови и оптималните количества вода и квалитетна почва даваат гаранција за богат и врвен род. Меѓутоа, за да ги набават неопходните репроматеријали и на време да ги започнат работите, лозарите ги очекуваат средствата од субвенциите од државата, но и исплатата на проценетата штета од ланските мразеви.